Непозната болест се шири кај ризовата култура, велат земјоделците од повеќе реони во Кочанската котлина, што предизвикува сушење на стеблото. Поединци истакнуваат дека нешто го прекинува или расипува коренот, но никако не можеле да откријат за што се работи. Дали е некаков паразит или пак штетник што го нагризува стеблото, кое потоа забрзано се суши. Поединци се консултирале и со научни работници од регионот, но конкретен одговор не добиле. Оризопроизводителите стравуваат за судбината на овогодишната реколта, бидејќи прво врнежливото и релативно студено време негативно се одрази врз вегетацијата, а потоа пеколните горештини му се закануваат на формирањето на класи и полнењето на зрното. Сето тоа ќе остави последици како врз приносите, така и врз квалитетот на кочанското бело злато, кое од година во година, поради немањето стратегија, го губи својот сјај. Земјоделците се жалат на целосно неповолната година, бидејќи огромни штети веќе се евидентирани кај многу култури, нападнати од болести. Градинарството на отворено целосно е уништено. Лозјата ги сотреа болести, бостани, индустријска пиперка и слично уништија градот и поплавите. Пченката, каде што нема наводнување, ја изгоре сушата.